Од утре со 40 евра глоба ќе се казнуваат оние кои ќе го преминуваат пешачкиот премин со мобилен или слушалки на ушите. Поточно, од утре стапуваат на сила измените од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои се однесуваат на глобите за возачи на велосипеди, мопеди, мотоцикли и електрични тротинети, за користење на електронски уреди, слушалки на двете уши, телефони, таблети и слично, како и глобите за пешаци кои користат такви електронски уреди при преминување преку коловозот и велосипедската патека или велосипедската лента, стапуваат во сила 8-миот ден од денот на објавување во Службен весник. Граѓаните се едногласни во одговорот на прашањето дали е потребно да се казнуваат оние кои зборуваат на мобилен додека поминуваат на пешачки. Да, треба. Треба, иначе другачи не може да се навикнеме на пешкиот премин, дали ги минеме или нема да минеме. Нон-стоп со телефон, да е исправно. Треба да се казнува. Нон-стоп, гледам го ке падне, ке се препне и телефоно. Треба да се казнуват. Не внимават и пешаци и возачи. Не само за пешаци, моментално е за пешаците, али треба и возачите. Особено еви сега велат дека и тротинетите нели кои ги управуваат се разговара на мобилен телефон. За тротинети прво треба да има возачка дозвола, не смеат ни да возат така. Малолетните збор. А исто треба да ги казнуват и нив. Треба. Секој да биде свесен и да се знае. Дали возачот, дали е он пешако, да се биде внимателен. Од друга страна, одредбите со кои се регулира документирањето на сообраќајните прекршоци со технички средства и уреди за снимање ќе се применуваат од 1 јануари 2026 година. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но се разбира и побезбедни патишта низ државата.